Верувам дека темата која што ќе обработиме на лице место ќе биде од интерес на нашите гледачи, со оглед на тоа дека стартот на второто полугодие веќе започна кај учениците, неколку дена е во тек наставата, па токму по тој повод решивме да направиме тема зошто кај некои ученици е тешко да се врати самата концентрација по времето изминато, односно слободното време изминато како распуст и зошто всушност е тешко да се врати таа концентрација, но и како да се врати концентрацијата и читачките навики за учениците да се здобиат со што повеќе знаење само од слушање на наставата на нивните часови во училиштето. Многу повеќе на оваа тема во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка Сонја Огриновска, која што е долгогодишен искусен психолог. Да и посакаме добро утро. Добро утро, Марија. Мило ми е што имаме можност да говориме на една тема која што верувам дека ќе им биде од корист на учениците и основците, па и средношколците. Зошто според вас е тешко да се врати таа концентрација за време на наставата во училиште? Така, денес, во денешно време, и според изјави на родители, и на психолози и наставници, но и самите деца можат да констатираат и да се забележат дека предизвик е огромен како децата, односно најголем дел од популацијата на деца, да се концентрираат. Со распустот настанува едно опаѓање на концентрацијата и вниманието, кое што е природно, затоа што во тек на настава и училишни активности и процеси, мозокот работи и обавува некоја структурирана активност, има рутини и обавува активности, односно одговорности, кои што го стимулираат, го држат во некоја будност. За време на распуст, таа будност на мозокот, односно самиот мозочен бран е различен и мозокот функционира различно, односно малку позабавено, малку вниманието е расеано, нема потреба да се организира, да има строга дисциплина, поопуштени се самите деца и се бават со некои позабавни активности. За време на распустот прават работи што нив им се поинтересни, не бара тоа премногу внимание и размислување и нема голем притисок да се заврши нешто за одредено време. Кога зборуваме за концентрација, тоа значи дека кога има детето концентрација за некоја активност, значи дека вниманието подолго го задржува за работа со и бавење со некоја активност, односно размислување на нешто подолго време, задржување на фокус во решавање задачи или читање, да речеме, или учење, било што, или па бавење со некоја вештина која што бара во моментот концентрација за да се совлада. А кога зборуваме за фокус и внимание, тоа е само сосредоточување во моментот на еден детал, една активност. И тука морам да кажам дека фокусот е важен за концентрацијата, бидејќи на учениците, на децата, кога немаат концентрација, им бега фокусот на други работи, околни работи. И тука морам да нагласам и да кажам дека е важно, кога се работи на враќање на концентрацијата, тоа да биде планирано, да се вежба во атмосфера, односно соба, односно просторија, каде што нема многу силни дразби, односно децата повторно да се вратат на своите активности во една атмосфера која што е помирна, нема многу стимулуси, нема интересни активности како технологија, телефони, уреди, кои што би им го одвлекувале вниманието, а подоцна со вежбање да се научат повеќе да ги игнорираат тие стимулуси и да се вратат на она што им е важно. Секако дека за да се врати концентрацијата, многу е важна мотивацијата. Односно, во текот на училиштето, прво ќе кажам дека после распустот се очекува кај типични деца да се врати повторно рутината и концентрацијата за негде до една недела, од прилика кај некои деца со потешкоти негде до 2 недели. Така што треба да им се даде време, но и да се мотивираат. Како?
Концентрацијата, односно вежбањето за да се вратат во училишните активности и да ги прават своите обврски, успева повеќе доколку родителите и наставниците обавуваат со децата во една мирна атмосфера, еден квалитетен разговор и со разговор и под прашања да се задржи вниманието, така што можеби во текот на распустот тие некои се помали, некои се поголеми тинејџери и им се случува нешто во животот. Така што за да продолжи нивната мотивација кон обавување на училишните активности, можеби е добро и родителот да поразговара што емотивно се случило тие дена, бидејќи и концентрацијата може да опаѓа доколку нешто емотивно се случува со тоа дете, има некој настан или па, например, се прашува како ќе продолжи второто полугодие, дали има некој страф во однос на оценки, во однос на притисок од училиште. Се почнува со разговор, неколку разговори во однос на тоа како психолошки се чувствува самото дете, може да помогне за да постава цели, структура, план за понатамошно функционирање во однос на работењето и учењето. Колку сметате дека времето поминато на мобилните телефони пред лаптопите и генерално модерната технологија дека придонесува за таа намалена концентрација? Вака, придонесува за тоа да се функционира различно, односно тоа е едно примање на информации кое што е пасивно и не бара големо ангажирање од самото дете. А училишните активности бараат ангажирање и бавење со нешто кое што треба да е континуирано, кое што треба да раѓа интерес, кое што во моментот не нуди моментална награда во наводници за умот, односно стимулација, туку резултатите се гледаат многу подоцна. Кога притисокот е голем за да се завршат задачите, може би да избегнува детето да учи и да бара, така да речам, спас во технологијата за да се опушти. Може би е добро да не е прекината таа игра или бавење со технологија веднаш, не веднаш, но да се постави време кога тоа ќе биде можеби како мотивација, како награда, во текот на денот тоа да биде испланирано колку да се посвети, колку може да поминува време на телефон или на уреди. Глобален проблем е ова интересот на децата за технолошки уреди, за игри и за дружење по социјалните мрежи, бидејќи интересирањето за училиште, за едукација е намалено и веројатно треба на тоа и глобално да се работи, односно и родителот, и наставниците, и психологот. Доколку се забележи дека е прекомерно бавењето, односно поменувањето на детето пред телефон, може би е добро и да се поразговара и со психолог. Благодарам многу што не појаснивте дека навистина станува збор за глобален проблем и што на некој начин помагате и вие како психолог преку самите медиуми да допрат овие информации до родителите и да знаат како би можеле да им помогнат на нивните деца кои што го поминуваат времето во училишните клупи. Секако да ви благодарам и вас и уште еднаш ќе кажам дека поминување с трансформација и транзиција, мозочното функционирање треба да му се даде време на детето и правилна мотивација. Прво во мирна атмосфера, разговор и со мали паузи да се продолжи и да не се да не се прекинува, да не се откажуваат. Благодарам многу уште еднаш.
Тоа беше мојата денешна гостинка, Сонја Огриновска, психолог, која што детално ни објасни за тоа која е причината за намалената концентрација кај учениците при самата настава во училиштето. Напоминавме за некои дополнителни совети како да се врати самата концентрација во текот на второто полугодие, односно за време на наставата, но се разбери за тоа колку психолозите, наставниците и родителите би можеле да придонесат всушност за тоа.